Наместо одговорност и оставки, епидемиолошката крива скокна и покрај уверувањата на владата дека се е под контрола. Првиот човек на Комисијата за заразни болести Жарко Караџовски удри со навреди и ароганција кон новинарите, а тие само побараа одговори зошто состојбата со епидемијата и натаму е алармантна. Одговорност се случува оној момент кога некој ќе направи кривично дело. И во владите кога верувам дека вие сте биле студентка уште, во 993-4, се извинувам, не би ја знам староста. Ама пред 27 години сигурно сте биле основна школа, предпоставувам. Тогаш јас сум се борел со 2-30 епидемии, при што ланската година ме констатиравте кога зборував 19 пати на телевизија за морбилите. Значи, ве молам, ова е оној некоректен однос која некој некого ќе обвинува за дело што го нема направено. Значи, кога ќе ме прашате дали чувствувам одговорност, обратното прашање не би знаел како ја да го поставам дали не чувствувам одговорност. Кога владата најавуваше победа против COVID-19 со цел да организира избори, Караџовски не пропушти да се пофали во неговата улога во оваа битка. За сега, кога бројките растат, одговорноста да ја префрли на колегите од комисијата, велики дека тој им давал и одземал збор, а за одлуките гласале сите заедно. Имам прашање до доктор Караџовски. Прво да го замолам да ја спушти ароганцијата кон новинарите и кон медиумите. Не сум нервозен воопшто, ако мислите дека сум нервозен, воопшто не сум. Ви реков дека комисијата е наименувана од страна на министерот Филипче. Утре Сабајле може сите да не разреши и да донесе нови 20 луѓе. Ако ме прашувате за тоа дали министерот може, да, со негов подпис сме именувани. Второ, ако мене ме прашувате дали би требал да поднесам оставка, треба да ми каже некој зошто е оставката побарана од мене. Од мене оставката може да ја побара само министерот Филипче. 20 луѓе се во таа комисија. Јас сум само тој кој што изиграва господин Џафери во собрание. Но не само кон новинарите, надлежните прстот го вперија за состојбата и кон граѓаните, за кои што тврдат дека не ги почитувале мерките. Но Караџовски не е прв кој што во последниот период ги нападна новинарите. Претходно министрите Кришник Бектеши и Нина Ангеловска си дозволија да им предаваат лекција за тоа дали поставуваат лоши или добри прашања.